Почитувани колеги пратеници, почитуван премиер, навистина почитуван премиер, навистина не ми е јасно каде го гледате оној блесок во оваа влада која што немилосрдно повеќе од 2 години ги руши институциите, каде го гледате блесокот на министри кои што во овој состав, да бидеме реални, освен составувачи на штетни договори за Република Македонија, не видовме ниту една светла точка во целата ваша влада. Реално, на оваа седница требаше да дискутираме за оставка на владата на Република Македонија, бидејќи после сето она што и се случи на Република Македонија, после газењето на Уставот и законите, после штетните договори кои што ги подпишаа оние ваши составувачи на штетни договори во вашата влада, после врелиот чамар кој што го добивме од Европската Унија, оваа влада требаше денес во нормално демократско општество да си поднесе оставка. Таа е реалноста, колку и тоа вас да ве погодува во негативна смисла на зборот, да бидеме реални, на овој ден требаше да биде распуштено ова собрание на Република Македонија. Да се оди на избори и граѓаните да докажат и да покажат со своето гласачко право дали ова бил блесок на владата, дали ова било успешен период за Република Македонија или ова било патосирање и газење врз државата, врз сите нејзини институции. Навистина не ми е јасно кои биле критериумите за тоа кои министри да бидат разрешени, кои да прифатат да бидат отстранети од владата по собствена поднесена оставка и според кој критериум останал во владата. Навистина, ниту на мене, ниту на целата јавност е јасно како е тоа направено. Не може при здравство во кое што ни се случува катастрофа, не може во образование во кое што составувачот на вашата програма од изборите 2016 година јавно да призна и да се обрати кон јавноста дека не ни ја бива работата и нема шанси да се спроведат реформи. Не може во ситуација кога земјоделието е на колена, вие да го оцените министерот за земјоделие како успешен и да го вратите во партијата. Истото се случува и со министерот за финансии. Само едно прашање. Во овој период, колку што мене ми се чини, немаме министер за култура. Кој раководи со Министерството за култура? Кој раководи и кој подпишува таму? Дали вие како премиер имате можност да раководите и да подпишувате? Ви благодарам.